Сиромаштија има се повеќе, а контейнерите се пополни со храна. Ова е нелогичност која може да се види речиси на секој чекор. Сега летниот период, сега да се сипуваат повеќе зеленушките, гледаш. Ко стане па да скапе, што ќе му правиш? Мора да го фратиш. Да го фрлиш едноставно. Освен оние кои ја произведуваат, храна фрлаат и оние кои ја купуваат. Купуваме многу и лепи, и храна, и се и фрламе непотребно. Прво, ние не сме домакини, не знаеме да се чуваме. Не знаеме да го цениме нашето богатство. И многу фрламе храна. Погледнете го на пазар. Тоа нема да се продаде денеска, утре ќе се фрли. Храна, и тоа скапа, во контейнерите завршува и од угостителите. Храната која што останува во ресторанот Гуров, сета таа се собира, бидејќи не може ништо да се употреби од неа, се собира во црни вреки за отпадоци, завршува во корпа и сето тоа после завршува во отпад. Додека во контейнерите има се и се што од храна, потврдуваат и главните сведоци. Храната во сметот сега процентуално изнесува негде од 30 исто така до 40%, значи голема количина. Сега се исфрла во овој период дали од неадекватно складирање или држење на храната во фрижидери, брзо се расипува и големи количества на храна се исфрлаат во контейнерите. Како барем дел од оваа храна да не заврши на депонија и да биде донирана? Упатувам апел до сите наши граѓани во рамките на своите можности да донираат и прехранбени продукти кои што треба да бидат конзервирани и нерасипливи. Во Македонија годишно се произведуваат околу 150.000 тони леп и бели пецива. Од нив во контейнерите или во преработка во храна за животни завршуваат од 5 до 35%. Податок кој само потврдува дека штом има зафрлање, сиромаштија сепак нема толку многу.